Транзицијата на догматичарите од нововмровската интелектуална елита во принципиелна и непартиска експертско-аналитичарска структура ја навестува првата комитка која се дрзна да излезе од претесното партиско гунче, јавно полемизирајќи со човекот во кого ќе бидат вперени сите очи. Тој го врзува сега со добивањето на мандатот со уште два услова, како што кажавте, програмата да ја види, дали таа задира и е во согласно со уставот, но и дали задира во унитарниот карактер на државата и дали некој ќе му обезбеди нели она што за што се залага да се обезбеди развој на и реформа на безбедносните служби во државата. Извинете, ами и тоа е исто така надвор од уставот. Остав, иако скриени зад маската на Гај Фоукс, дава дури наизглед стамените карактери кои на впечатлив начин најавуваат дека е време за мала промена и за трансфер од светот на заблудите во оној на реалност. Спремај шпица. Ова е последна моја емисија. Ја идеолошки сум близок само со една телевизија. Напуштам и Сител и све, ја одам на Телма. Чао и пријатно. Во исто време, наеднаш се појавуваат и законољупците, кои за да ја стабилизираат својата расклимана политичка позиција, ја користат познатата метода на автомаркетиншка принципиелност и конструктивност, амортизирајќи го евентуалниот нормативен притисок. Не знаат граѓаните дека кога бев министер за труд и социјална политика, кога се примени законот против пушењето, инспектори пратив во премиерскиот кабинет. Влегува кај премиерот Владо Бучковски. И што е страшно? И што не е страшно освен тоа што тогашниот премиер е непушач, па тие пукнатини на вистината почнуваат да зејаат како огромни шлајки, кога ќе им се надоврзат константно погрешните интерпретатори на фактите, кои покрај тоа што имале сериозни утки во прогнозите и натаму инсистираат да го добијат својот дел од колачот, незадоволни од состојбата на конечното салдо. Тој процент не е, тогаш се мислеше дека и поголем процентот и дека ќе се зголемува, меѓутоа тоа не се случи, напротив обратно, процентот почна да паѓа. Оттаму и совршено разбирливо и освестувањето на партискиот лидершип, кој изгледа конечно констатира дека долгогодишната инвестиција во авторитарен концепт била промашена, а отворените кредитни линии со кои се финансирала изградбата на Потемкиновите села веќе стасале за враќање. И се поставува прашањето до кога така, до кога со тоа давање? Дали до моментот додека нема да остане ништо во државата за давање? И на крајот, за оној од кого се очекува да го затвори тој круг. Срдечни поздрави из прелепе Македонија за прелепу Босна и Херцеговина. Изгледа дека има уште кандидати за давање, штом за Заев во Сараево. Веќе стаса првиот поздрав од Скопје.